Турција треба да совлада финска и македонската одбојкарска репрезентација да замине во Франција во нокаут фазата или втората фаза од Европското првенство во одбојка. Ова се очекувањата на одбојкарската чета на струмичанецот Никола Ѓорѓиев, но и на сите љубители на одбојката во Македонија, откако синоќа против домашната селекција на Словенија забележа победа од 3:1 во сетови. Македонските спартанци се надминаа себе си во последните два меча, па извојуваат 2 победи во 2 дена. Прво падна Белорусија, за потоа изненадувачки да падне и домаќино Словенија, која се сметаше за еден од фаворитите. Синоќешната победа е историски резултат за македонската одбојка. Македонците ги шокираа словенците. Одбојкарска лекција на македонските одбојкари во Стожинце. Македонија ја замолкна Стожинце. Се дел од насловите во печатот овде во Љубљана, но и впрочем во Словенија, откако Ангеловски, Ѓорги Ѓорѓиев, Николов, Никола Ѓорѓиев, Милев, Наков, Љавтов, Милков, Деспотовски, Николовски, Андонов, Маџунков, Илиев и Михаилов забележаа победа со 3:1 во сетови. Како што можеше да се види од настапот, македонските одбојкари тргнаа офанзивно. Првиот сет го добија со 26-24 и навестуваа неизвестност. Драмата продолжи во вториот сет кој го добија со 30-28. Словенците возвратија и намалија на 2:1 во сетови. Имаа предност дури и во четвртиот сет, но Никола Ѓорѓиев покажа кој е кој и заедно со останатите направија пресврт и славеа победа со 3:1 во сетови. Македонија има 6 бода, но за да патува во осме на финалето во француски Нант, потребна е победа на Турција над Финска во последната рунда. Во спротивно, секој друг резултат ќе е погубен за нашиот национален тим и ќе испаднеме како пето пласирани во групата С, која што се играше овде во Љубљана. Одбојкарите на македонската јавност тегаат палци и чекаат подобар резултат на турците, надпреварот кој е клучен за нас и за судбината на македонската одбојкарска репрезентација на Европското првенство 2019, кое што се одржува во Словенија, Холандија, Белгија и Франција, е закажа во 20 часот и 30 минути. Турција важи за фаворит, но сепак да се очекаме и да видиме дали македонските одбојкарски репрезентативци ќе заминат во Франција. Од Љубљана за Канал Вис, Бане Трајков.